Замрзнати цезни, празни продавници, битката меѓу војните профитери и болшевичката влада започна. Барафтовите залепни останаа празни, многу криминал, така да сметам дека на наредните избори ќе биде многу лесно да се одлучи, односно ќе се гласа против криминалот, неспособноста и ароганцијата. Реконструирана влада с големено минимално парламентарно мнозинство, што може да донесе триото Ковачевски, Ахмети и Таравари. Да не наметнуваме тези дека е возможно да се направат измени во преговарачката рамка или да се обезбеди подобра позиција, затоа што тоа не е така. Земјите од Западен Балкан се соочуваат со голем проблем, недостиг од работна сила. Предувивањата се дека до 2030 околу 90% од луѓето кои што работат на денешните работни места ќе треба да поминат низ таков процес на доживотно учење за да ги подобрат своите вештини. Што се промени во модниот свет? Модата комплетно се промени во моментот кога големите корпорации ги завземаа почна да ги купуваат дизајнерските куќи. Дизајнерите стана едноставно крпи за бришање. Заврши ерата на големите вистински модни дизајнери. Добро вечер, гледате ново издание на Трилинг. Замрзнати цезни, празни продавници, битката меѓу војните профитери и болшевичката влада започна. Во бојкотот за производство на поевтин леб и темни инспекции во погоните. Во услови на ултиматум нема диалог. За предизвикување вештачко пореметување на пазарот и снабдувањето постојат и основи за кривична одговорност. Без елементарен деловен морал, пекарите заборавија дека нивните потрошувачи се и даночни обврзници. Тие плаќаат за буџетот од кој лебарите добиваат субвенции по три основи. Стимулации за производителите на житните култури, за амортизирање на енергетскиот удар, за поевтини кредити во модернизација на производството. Поевтин леб нема, но затоа поскапите житни производи побрзо ќе се потрошат. Дали и ова е смислен начин на своевидна игра меѓу владата и производителите? Отсуството на контроли од владините ресори и институции, некои ги злоупотреби. А зошто неколку месеци дремеле Министерството, инспекциите во потрага и по можноста за казнување за злоупотреба со државните средства. Може ли сега да очекуваме поплава од ефтин леб преку увоз од соседството? Дали бојкотот на пекарите е притаен договор со власта да се користат државните резерви со жито, кој всушност може да дозволи таков луксус во овие крајно ризични и деликатни услови. Ароганцијата и суетите се лични карактеристики, кога тие доминираат во политиката и бизнисот. Наместо решенија се создава конфликтност во општеството. Владата има нов состав, коалицијата е со нов партнер. Дебатата во собранието е форматирана. Една тема – корупција и криминал, различни актери. Зависи кој како мисли дека ќе има ефект. Не се штедат Ковачевски, Мицковски, Груби и Таравари за фактите пред суд, ако има храбри обвинители. Во политичката дебата примитивната реторика до непромисленост и кон избраниците и кон народот. Пратеничките биле наводно ружни на нашиот и модерните премиери. Веројатно им не достига луцидноста и сарказмот на еден Черчил. Тоа се чита и се учи од неговите тритомни мемуари. После се, какви се позиции во Северна Македонија градат и има двете најголеми македонски партии. Господин Левков, кој со кого на престојните парламентарни избори? Проевропско ориентираната СДСМ која се декларира или ВМРО ДПМН со обид за поддршка, интра-албанска поддршка? Па неверојатно ќе биде народот против оваа ненародна влада, затоа што гледаме многу честа злоупотреба на терминот европски, не се разговара за вистинските проблеми кои што ги тиштат нашите граѓани. Гледате неброени проблеми со фондот за здравствено, хакерски напади, закани од бомби, граѓаните практично се уплашени за својата безбедност.
од вчера гледаме дека владата потврла и да го снабди народот со основните базични прехранбени продукти, парафтоите за лепни останаа празни, многу криминал, така да сметам дека на наредните избори ќе биде многу лесно да се одлучи, односно ќе се гласа против криминалот, неспособноста и ароганцијата. Мислам дека е се уште рано да зборуваме кои се кога на следните парламентарни избори, меѓутоа она што точно јасно веќе се диференцира е дека имаме блок кој што се залага за извршување од наша страна на обврските, кои што ќе значат продолжување на преговорите со Европската унија, бидејќи навистина сметаме дека тоа е единствениот пат и опција за нашата земја и дека не треба воопшто да го бараме нели решението или да бараме опција Б во други сојузи и дека имаме блок кој што нели сте противи на она што треба да се заврши од наша страна како задача за да продолжиме со преговорите, односно се противи на уставните измени, а на сите веќе ни е јасно дека неусвојувањето на уставните измени ќе значи прекин и застој во преговорите со Европската унија. Министерот Маричич вели време е да седнеме со ВМРО ДПМН за да разговараме за потребата да ги протуркаме уставните промени. Постои ли подготвеност кај најголемата опозицијска партија заеднички да најдете заеднички да седнете на маса за да дадете поддршка за уставните промени? Многу доцна и на многу погрешен начин доаѓа овој обид за некоја би рекол инклузивно, затоа што во самиот процес на преговори ќе ве потсетам кога во соседна Бугарија нивното собрание не губеше време и донесе навремено ставови кога беа вклучени сите политички партии кај нив во преговорите, кај нас тој процес на преговарање за жал исклучување на штетни договори и на штетни протоколи се водеше во еден многу тесен круг кој што го водеше триото во тоа време Заев, Маричич и Османи, сега продолжено од триото Ковачевски, Маричич и Османи. Сето тоа ни донесе многу порази и ни доведе во една ситуација дека тие ветуваат практично нешто што не можат да го исполнат. Сега се обидуваат преку пат на притисок и преку пат на прикажување дека уставните измени се единствената пречка, при тоа не зборуваат за сите останати проблеми кои што за жал ги имаме во државата. Ние навистина мораме да најдеме начин да се надминеме себе си за да направиме она што е добро за граѓаните. Факт е и тоа анкетите го покажуваат дека ние имаме пат нели на односно пораст на евроскептицизмот како резултат на долгиот застој во преговорите. Факт е дека Европската унија и нејзиниот однос кон нас не бил секогаш коректен и согласно копенхашките критериуми, меѓутоа сепак се уште мнозинството од наши граѓани сметаат дека земјава треба да биде членка во Европската унија и сакаат да се видат таму. Така да одговорност е првенствено на политичките субјекти, владата и сите политички субјекти во собранието да го направат тоа во интерес на граѓаните. Поштовани, тоа е Миле Левков. Целиот разговор со него ќе го гледате малку подоцна, вклучувајќи го и одвојниот интервју со пратеничката од СДСМ Санела Шкрелј. На пазарот на работна сила во Европската унија во наредната декада ќе недостигаат над 15 милиони работници. Само во Европската економска локомотива ќе има дефицит од најмалку 7 милиони стручни работници. Во Германија веќе се отворени за прием над 1 милион работници за нормална флуктуација на пензионери и новосоздадени работни места. Иселувањето од Балканот е драматично до степен што во овој регион се размислува и за увоз на работна сила. Околу недостатокот на работна сила не само во Македонија, но и пошироко ќе разговарам со универзитетскиот професор од Американ Коледж Ана Томовска, која предава и човечки ресурси. Професорке, што се случува на пазарот на трудот? Каков профил на кадри ќе ни недостигаат во наредниот период? Она што може да се забележи од истражувањата, од предвидувањата на сите нели релевантни фактори е дека ќе недостигаат луѓе кои што имаат вештини, односно компетенции, пред се поврзани со критичко размислување, високо специализација во полето во кое што го работат, односно ќе недостигаат луѓе кои што новата технологија нема да може да ги замени, затоа што гледаме дека се отвараат работни места каде што луѓето треба да осмислуваат нешта, да структурираат работи, да планираат, наместо само да имплементираат нешто кое што е рутинско, нешто кое што може да се повторува во одредени секвенци.
таквите работни места полека ќе се трансформираат, а ќе остануваат работни места каде што ќе се бара аналитика, критичко мислење, можност за синтеза, за поврзување на работи, се повеќе ќе има работни места кои што ќе бараат интердисциплинарен пристап. Тоа значи дека ќе се бараат работници кои што може да поврзуваат работи од различни научни области, различни полиња и Сите бараат обучени и ефикасни работници, но во последните неколку години драматично е заврзано и користењето на вештачката интелигенција. Може и да се случи да нема потреба од толку кадар. Предвидувањата укажуваат на тоа дека потребата од кадар ќе остане, само ќе се бараат различни типови на вештини кои што ќе ни бидат потребни и различен тип на кадар кој што ќе ни биде потребен, како што спомнав, рутинизирани работни места може да превземе технологија, луѓето ќе бидат тука да ја контролираат таа работа, да ја осмислуваат, да ја планираат, да ја евалуираат и да донесуваат комплексни одлуки и решенија кои што ќе се ефектуираат понатаму во работата. Според одредени анализи, дури некои професии со текот на времето ќе изумрат. Да, но нови ќе се родат. Значи, најновото истражување на Boston Consulting Group кажува дека во 2022 околу 50% од компаниите, ова зборам на светско ниво, значи од повеќе земји, пријавиле дека кадарот имал потреба од промена на вештините кои што ги поседува, значи reskilling и upskilling на англиски, значи збогатување на вештините кои што ги имаме, а предувидувањата се дека до 2030 околу 90% од луѓето кои што работат на денешните работни места ќе треба да поминат низ таков процес на доживотно учење за да ги подобрат своите вештини. Се почесто слушаме дека да, одредени рутинизирани работни места можеби ќе исчезнат. Ќе видиме колку брзо тоа ќе се случи. Еве најнова во вештачката интелигенција ChatGPT кој што може да пишува прилично на добар стил, граматички, горе-долу коректно. И се уште се учи и станува подобар со секој изминат ден. Има предвидување дека тоа можеби ќе замени одредени работни места, меѓутоа како што кажав, нови ќе се отворат и луѓето ќе треба да се прилагодат и да научат како да работат со технологијата, односно како да ја користат технологијата, вештачката интелигенција за своја корист, да речеме, а не да станат робови на она што се случува. Една ланска студија на агенцијата Гартнер предвиде дека со појавата на чет-бототите на вештачкиот човек би можело да даваат над 25% од компаниските услуги. Дали не е време за комплетно ново создавање на нова филозофија и креирање на нови работни позиции? Па да, значи природата на нештата, она што ни се случува, трансформацијата низ која што поминуваме, нужно води до креирање на нови работни места и барање на нови вештини. Така што да, треба да се прилагодиме, треба да гледаме напред, треба да видиме како можеме ние тука да создадеме работна сила која што ќе биде конкурентна, а не само тука, туку и во светски рамки, затоа што светот се повеќе се отвара, се повеќе имаме конкуренција која што не е само од тука, туку доаѓа од различни места, така што ќе мораме да се прилагодуваме. Веќе има, значи, да речеме, во областа на високото образование веќе се појавуваат се повеќе и повеќе програми кои што се трудат да направат спој помеѓу висока технологија, вештачка интелигенција и човечкиот фактор. И тоа се случува и во програми врзани со човечки ресурси, и во програми за психологија, и во маркетинг, и во многу други области. Македонија и останатиот дел од земјите од регионот стануваат резерват за западноевропските економии, галопира процесот на емиграција. Жителите или работниците од Западниот Балкан перспективата е бараат надвор. Од друга страна, во западноевропските држави пак поевтинува работната сила. Зошто е тоа така? Значи, не би рекла дека поевтинува, нели? Ако гледаме, имаме пораст на плати и се тоа, само што порастот не
не ги следи другите текови економски, затоа изгледа дека поевтинува работната сила. Повторно ќе кажам, значи поевтинува оној дел од работната сила, можеби односно стагнира со плати работите кои што се рутинизирани, кои што не бараат многу вештини, додека оние кои што бараат вештини, кои што се високо специализирани во областа, нивните плати растат, тие стануваат се побарани како кадари. Ја спомнавте Германија, значи Германија размислува да ги улесни процедурите за влез на кадри како што се IT инженери, како што се лекари, значи тоа се професии кои што се уште не може лесно да се заменат, затоа што не бараат само рутина, бараат размислување, бараат. Професор, ке некој одредени анализи велат не е точно дека не достига работна сила, туку се потценува трудот на работникот. Премалку е платен работникот, се потценува профилот на Значи сега отвараме нови теми, а тоа е колку всушност имаме усогласеност помеѓу она што се бара на пазарот на труд и вештините кои што ги имаат луѓето, односно оние кои што бараат работи кои што потенцијално може да ги пополнат работните места. И тука имаме одредено каскање на образовниот систем за она што е потребно на компаниите и на организациите. Така што имаме неусогласеност помеѓу вештините кои што успеваме да ги создадеме преку образовниот систем, затоа што, ајде да речеме, нашиот образовен систем, а и сите образовни системи се големи системи, тешко се прилагодуваат, или не може вие да создадете кадар преку образовниот систем од оваа година за до година или од денес за утре. Тоа е процес кој што трае. Така што, значи, заради тоа се јавува недостаток на работна сила која што има соодветни вештини што во моментот се потребни на пазар на труд. И ако видите дури и во земји како нашата, каде што имаме голема стапка на невработеност, сепак компаниите не можат да најдат работна сила со соодветни вештини. Затоа што оние кои што не се вработени не можат да ги пополнат работните места кои што се отвараат. И тука треба сериозна анализа, каде треба да се движиме во иднина и како стратешки да пристапиме на проблемот на неусогласеност на пазарот на труд. Професор Томовска, како против оваа преселба на луѓето? Тоа е многу тешко прашање, значи не можете луѓето да ги врзете, или да ги натерате да останат. Светски тренд е луѓето да се селат таму каде што мислат дека им е подобро. Она што може да го направиме е да создадеме подобри услови за живот тука. Да отвориме што покажуваат одредени истражувања дека македонските граѓани не е пресудна платата за да останат тука, туку амбиентот во кој живееме. Значи платата како фактор не е пресудна ни да остане некој во компанија, па не е пресудна и да остане ни во некоја друга земја. Платата, според одредени теории, една стара теорија на Херцберг тврди дека платата, значи, е нешто што спаѓа во така наречени хигиенски фактори, односно штити да не се вработените демотивирани. Меѓутоа, сама по себе не мотивира. За да може да бидат мотивирани луѓето да останат на работните места или во државата, потребни се други фактори. Потребни се добри меѓучовечки односи, потребни се значи да бидете задоволни од условите во кои што работите, да бидете задоволни од работната средина, да бидете задоволни од луѓето со кои што соработувате, да гледате можност за напредок во кариера, да гледате можност за лагоден, добар живот од аспект на достапност на образование, здравство, добри меѓучовечки односи. И Македонија се соочува со недостиг од работна сила. Ќе се доведеме веројатно до неопходноста од увоз на луѓе од надвор. Дали со тоа ќе падне и цената на трудот? Не мора да значи дека ќе падне цената на трудот, затоа што за да привлечете вие некого, како што кажав, мора да му дадете прво соодветна плата за да може да живее, да ги задоволи основните потреби, а потоа да размислувате за надградбата. Така што не мислам дека, значи, ако сакаме да бидеме конкурентни, мора да ги исполниме сите фактори кои што ќе му овозможат на човекот кој што живее тука да има
достоен, пристоен живот и да може да си дозволи работи кои што треба да може да си ги дозволи со платата. Најчесто оној кој сака да биде сигурен тоа е да се вдоми во државната администрација, во јавната администрација поточно. Дали тоа е лекот? Еден период се заговараше тезата, се сеќавам, делот, бидејќи имаме преобемна администрација, делот тие луѓе да бидат вработувани во приватните компании. Значи не може никого нели да натерате со сила нешто да прави, меѓутоа да речеме јас работам со млади лица и гледам дека младите лица не сакаат, барем оваа нова генерација која што доаѓа, не би сакале да работат рутинизирани работи. Како што да речеме дел од работните места во јавна администрација ги нудат, туку би сакале да бидат креативни, би сакале да бидат флексибилни, значи она кое што сега веќе во светот се заговара се флексибилност на работното време, флексибилност на работното место, како што кажав, можност за напредок и слично, така што мислам дека со тек на време ќе се свати дека нели сигурноста ќе почне да биде заменувана со други аспекти кои што работните места и компаниите и организациите може да ги понудат. Да речеме, па дури и делот тоа нека биде и плата. Меѓутоа, овие други фактори, како што ги спомнав, флексибилност, можност за напредок, можност за нели надоградување на сопствените вештини, учење на нови работи и постојано напредување ќе станат многу побитни, затоа што новите генерации, според истражувањата, укажуваат на тоа дека се многу помалку врзани за конкретни работни места, ама се врзани за развој на сопствените вештини и за употребување на она што го знаат и постојано напредување, а од друга страна барање на флексибилност за да може да постигнат баланс помеѓу работата и приватниот живот, така што мислам дека во следниве неколку години ќе видиме промени кои што се движат во таа насока. Како да ја подобриме иднината и дали се успешни оние претприемачи кои вложуваат во човечкиот капитал? Да, секако. Значи, вложувањето во човечкиот капитал на долг рок се исплаќа. И тоа го покажуваат различни истражувања, да речеме, Forbes прави истражување на најдобрите 500 работодавачи и многу често таа листа во голема мерка се поклопува, односно корелира со листата нели на топ најуспешни компании. Така што, значи, она што го укажуваат истражувањата е дека добро селектирана, добро обучена и добро мотивирана работна сила дава компетитивна предност на организациите, затоа што во услови кога можете да купите, да си дозволите како компанија да купите технологија и конкуренцијата може да го стори истото. Меѓутоа луѓето, практиките кои што ги имате усвоено, начинот на кој што луѓето работат едни со други, размислуваат, планираат, креираат, тоа не може се уште да се ископира, да речеме, барем не така лесно, како што на прв поглед изгледа. Така што вложувањето во работната сила на долг рок е навистина исплатливо. Кога сме кај работната сила на крајот од овој разговор, дали ние како држава создаваме кадри за надвор, а без при тоа да размислуваме долгорочно да ги задржиме и да им понудиме услови и амбиент во кој во ниту еден момент нема да помислат да ја напуштат државата? Значи, видете, ние создаваме кадри кои што и добро е да создаваме кадри кои што може лесно секаде да се снајдат. Затоа што тоа значи дека ако најдеме начин да ги задржиме тука, тие може да бидат движечка сила која што ќе не води напред. Така што создавањето на квалитетни кадри не би требало да биде доведено во прашање. Она на кое што треба да се насочиме, да изградиме еден општ консензус каде сакаме да се движиме. И што е тоа што би требало да го сработиме, нели, како поединци и како систем, за да стигнеме таму каде што сакаме да стигнеме. Значи да ја изградиме прво визијата каде сакаме да одиме, да видиме како тоа да го постигнеме и да не размислуваме дали нели квалитетот ќе ни замине или не. Ве благодарам за гостувањето во емисијата. Фала ви. Поштовани речи, тоа беше универзитетскиот професор од Американ коледж Ана Томовска.
Следите, Трилинг во продолжение разговорот со пратеничката од СДСМ Станела Шкрелј, ковид пандемија, недостиг на учебници и речиси секојдневно сведоци сме на лажни подметнувања на бомби. Не ви се чини дека во Македонија како да владее беззаконие? Видете, мислам дека сите сме свесни за тоа дека во еден дел нашата земја, не само нашата земја, тоа е нели нешто што се случува и е поврзано со агресијата во Украина и сите тие престројувања во глобални рамки е мета на напади, меѓу кои се и овие дојави за бомби. И целта на тие дојави е токму тоа, да се креира хаос, да се креира збунетост, да се креира несигурност кај граѓаните. И за жал, сведоци сме дека си ја постигнуваат целта. Она што знаме дека институциите, надлежните институции, како што се секторите во Министерството за внатрешни работи, работат на тоа. Сигурна сум дека работат на откривање, меѓутоа свесни сме дека напредокот на технологијата за жал навистина возможува да некој може да седи во некоја си земја на друг континент и нели да ги испраќа тие мејлови. Се согласувам дека имаме многу предизвици во образовниот систем, децении имаме предизвици. Ковид пандемијата само ги акцентираше и ги исфрли на површина сите предизвици дополнително. Меѓутоа, она што лично сметам дека навистина повторно покажува колку ние не успеваме да седнеме, да се договориме како политички субјекти, да го направиме она што е добро за нашите деца, е тоа што и кога имавме зачеток на реформи во образованието, кои што беа поздравени од сите релевантни меѓународни организации, како што е ОЕЦД, како што е УНИЦЕФ, поддршката ја добивме од делегацијата на Европската унија, видовме блокирање на таа реформа токму од страната на опозицијата, со некакви си лажни вести и информации дека ќе се бришала историјата или некои такви нели слични дезинформации. Така да во тој дел мислам дека доколку навремено ги усвоивме тие пакет реформски закони во образованието, немаше да го имаме овој проблем со учебниците сега. Зошто парламентот се сведе наместо од храм на демократијата на ниво на политички примитивизам? Во законодавниот дом деновиве јавноста е сведок не на размена на аргументи и контрааргументи, туку на политичко гилотирање. Се согласувам со вас дека собранието деновиве на се личи само не на највисоката институција во државата, домот на граѓаните, храмот на демократијата и повторно се сведува на таа политичка некултура. Не за џабе на индексот на демократија имаме најниска, односно немаме ни преодна оценка, во делот на политичката култура имаме тројка. А за да имаме преодна оценка треба да имаме 6. Видовме дека согласно рангирањето на економист оваа година сме во дел на групата на демократии со недостатоци, меѓутоа не сме веќе дел од групата на зебри кои што се нарекувани хибриден режим. Меѓутоа токму тука во делот на политичката култура не имаме оценка 3, а преодна оценка е 6. И повторувам, тоа е обврска и одговорност на сите политички субјекти. Ние сме сведоци на крајно радикализирање на она што значи реторика, особено во собранието. Сведоци сме на тоа да имаме надпревар кој кого повеќе ќе навреди, се со цел да придобие некакви поени кај дел од своето гласачко тело. И тоа е она што постојано се обидувам и да го кажам на говорница и го разговарам со колегите во собранието, дека ние не можеме само да реагираме и да пренесуваме пораки што дел од нашето членство сака да ги слушна. Дека наша обврска како јавни функционери, како тие кои што имаат пристап до најмокното орудија, тоа е говорницата во собранието, имаме обврска на некој начин и да едуцираме, имаме обврска да пренесуваме пораки кои што ќе значат подобра кохезија на македонското ткиво, а не пораки кои што значат подигнување на меѓуетнички тензии, говор на омраза према етнички групи, говор на омраза према жените, говор на омраза према ЛГБТ заедницата. Одговорноста е на секој еден од нас. Реконструирана влада, нов коалиционен партнер. Но се чини дека Ковачевски не успеа во намерата да стигне до драстично зголемено парламентарно мнозинство. Што добивте, а што изгубивте како владеачка гарнитура во овој момент? Па видете, јас би се согласила со констатацијата на една моја колешка дека во политиката математиката не е секогаш така прецизна и не секогаш 65 е само една бројка повеќе од 64. Добивме бројка од 65 пратеници стабилно мнозинство. Зошто го потенцираме тоа? Затоа што да, членовите на така наречената огнена група
не гласаа за предлозите за реконструкција на владата, меѓутоа нели се тука и ги поддржуваат сите оние други реформски процеси, измени на закони кои што ги бара процесот на пристапување кон Европската унија. Алтернатива исто така, без разлика што ја напушти владата, јасно кажа дека нема да го блокира, односно ќе го поддржи европскиот пат на нашата земја. Така да Точно е тоа дека алтернатива реши дека ќе го поддржи, меѓутоа со услов во делот на промената на уставот. Па, мислам дека пак се навраќаме на она дека политичките субјекти честопати, обидувајќи се да добијат поени кај своето членство, нели излегуваат во јавноста со некои барања. Меѓутоа, јас сум сигурна дека нема да има таму блокирање на уставните измени. Така да доколку Кога велите нема дека сте сигурни дека нема да има блокирање на уставните промени, дали до крајот на година сметате дека ќе успеете да ги реализирате уставните измени? Видете, она што сега треба во најскор рок да почне, тоа е, нели го спомнавме во делот разговорот, тој диалог не само меѓу власта и опозицијата, вклученост на сите општествени чинители да се исцртаат уставните измени. И таа постапка ќе почне. Сепак ќе биде одговорност на секој политички субјект и на секој пратеник дали ќе донесе таква одлука да го нели поддржи процесот на пристапување на нашата земја кон Европската унија или не. Меѓутоа, многу е битно во тој процес да зборуваме отворено и да комуницираме отворено со јавноста. Да не наметнуваме тези дека е возможно да се направат измени во преговарачката рамка или да се обезбеди подобра позиција, затоа што тоа не е така. Преговарачката рамка е подпишана со сите земји членки на Европската унија. Не е подпишана со Бугарија, преговараме со Брисел, не со Бугарија. Преговараме со Брисел, меѓутоа Бугарија има можност да става сопки на секој од поглавјата. Процесот е таков и нели затоа има големо барање за реформирање на процесот на одлучување внатре во Европската унија. Затоа што секоја земја во секој момент има можност да става сопки. Не постои начин вие да обезбедите и многу добро знаат и колегите од опозицијата дека тоа што се спомнува писмена гаранција или нешто слично нема таков механизам. И затоа Европската унија на големо разговара за промена во начинот на одлучување, затоа што се соочуваат со слични проблеми, нели ево во процесот на проширување на НАТО или слично. Меѓутоа, пораката е дека мораме отворено да комуницираме со нашите граѓани. Нашата позиција е таа. Дополнително, значи јас на вистина не сметам и тоа го кажувам како припадник на друга етничка заедница, која што, нели, јас сум бошњакиња, родена сум во оваа држава е моја татковина и не гледам како оваа држава изгуби со тоа што сите други народи ги стави подеднакво како државотворни народи во уставот. И не сметам дека додавањето на други малцинства во уставот на некој начин ќе го загрози нашиот народ и идентитет. Дополнително, на вистина се согласувам дека ќе се направи една јасна дистинкција, дека таа теза која што се промовираше долго време од Бугарија, дека сме нели еден народ, две држави, не држи дека ќе имаме јасна дистинкција. Нели е помалку политички лицемерно до вчера да се зборува дека владата предводена од СДСМ е корумпирана? За истиот тој лидер, говорам за Таравари, денеска да седи заедно на иста маса со Ковачевски и Ахмети. Јас не би можела да коментирам за лицемерие во политиката, затоа што во политиката секогаш кога политичките субјекти нели ќе се го најдат интересот, ги прават тие договори, подеднакво лицемерно беше лицемерен и обидот неуспешниот обид за формирање на нели тоа парламентарно мнозинство, каде што видовме многу чуден спој на ликови и лидери на политички партии на таа слика. Што значи дека сепак доминира партискиот интерес наместо интересот за граѓаните. Во овој конкретен случај, јас сум сигурна дека доминираше она со што го започнавме разговорот, а тоа е проевропскиот блок кој што треба да ја придвижи земјата во овој процес. На крајот, задоволни сте од застапеноста на жените во парламентот и во владата? Јас го кажав, тоа е јавна одговорница. Ние во однос на застапеноста на жените во собранието на вистина имаме голем исчекор и мислам дека сме лидери во регионот, имаме над 42% жени во собранието. За жал, тоа не се рефлектира на политичката култура.
Еден од најголемите мои шокови беше повлегувањето во собранието, иако и претходно сум работела и сум дел од граѓанскиот сектор што работел на таа тема. Значи, знам за насилството врз жените во политиката, меѓутоа не зборуваме само за настапите јавни што се одговорница, зборуваме она што не го гледа, не го регистрира камерата, дофрлувањата, нели духовитите коментари на колегите, мажи во пратеници. На вистина, таа институционална култура во собранието и за жал во мноштвото институции се уште оптеретена со мизогинија и сексизам. Во однос на владата, не сме секако задоволни, меѓутоа морам да потенцирам дека ме радува што имаме сега 4 жени кои што се предложени во делот на реконструкција на владата и морам да констатирам дека доколку направиме анализа, Социјалдемократскиот сојуз е тој што има најголем процент на жени во собранието, над 60, и дека предлозите и нели жените кои што се во владата се во најголем дел представнички и номинирани од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тоа никако не ги оправдува останатите партии и мислам дека тука ние жените сме сложни, без разлика од која политичка партија доаѓаме, дека е време за 50-50 и во собранието, меѓутоа и во извршната власт и на ниво на градоначалници. Постојано се конфронтирате со најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, но сте сложни браќа кога станува збор за патните трошоци. Но сега конкретно ве прашувам, што вие мислите за последната одлука на Уставниот суд за укинување на апанажата? Јас не би сакала да коментирам, Уставниот суд ја донесе таа одлука и мислам нема што да коментираме. Таа одлука се ставува на сила. Во делот на патните трошоци за пратениците, бидејќи доаѓам од Скопје, не сметам дека јас, например, треба да зборувам во име на тие пратеници кои што се надвор од Скопје и го користат тоа. Секако дека на некој начин треба да биде регулирано тоа прашање, меѓутоа гледаме дека на вистина е изложено на многу негативни реакции во јавноста. Можеби треба да седне да се размисли за некој друг модел, меѓутоа сепак сметам дека јас како пратеник кој што доаѓа од Скопје и не користи патни трошоци, не треба да зборувам за модели кои што ќе значат покривање на трошоците на другите колеги. Ви благодарам за гостувањето во емисија. Благодарам за поканата. Почитувани, че тоа беше Санела Шкрели од СДСМ. Следите Трилинг во продолжение разговорот со Миле Левков, пратеник од ВМРО-ДПМН. Господин Левков, вашиот лидер Мицковски на почетокот на годината на неколку наврати велеше ако не успеам до крајот на февруари да обезбедам ново парламентарно мнозинство, ќе се откажеме како партија од барање на предвремени парламентарни избори. Дали сега ја прифаќате реалноста и дека ќе одите на редовни парламентарни избори или ќе барате нови механизми за уривање на владата на Ковачевски? Токму тие изјави на председателот на ВМРО-ДПМН најверојатно го предизвика ово ново прекројување за кое што се одлучи неизбраниот премиер Ковачевски и за жал видовме како од стравот практично од избори кои што дојдоа како барање на најголемата опозициона партија, доаѓаат практично како барање на огромниот дел од народ затоа што живеат во држава во која што тие не го избрале својот премиер, за жал тие ги впрегнаа сите своји сили, целата своја енергија да влезат во една пазар 3 реконструкција на влада, каде што се влезе во брутално пазарење, договарање, само со една цел, да се зголеми мнозинството, односно крајната цел е да се одложат изборите. На крајот на денот... Господин Левков, да ве подсетам дека и вие преговаравте со Таравари, и вие преговаравте со Левица, и вие преговаравте со Африм Гаши. Една работа е кога преговарате за тоа од позиција на опозиција, друга работа е кога пред една година вие веќе сте формирале влада и имате за спроведување, имате програми кои што треба да ги спроведете. И вие како влада треба да се сконцентрирате на спроведување на програмата која што веќе ви поминала во собрание. Односно, имате проблеми кои што вие треба како влада да дадете решение. Единствено тие што направија се откажаа од решавањето на проблеми, гледаме дека проблемите дополнително се зголемија и се сконцентрираа само на едно: како подолго да останат на власт. Господин Левков, инсистиравте до скоро на предвремени парламентарни избори. Дајте ни ја власта за конечно да се фатиме со работа да ги решаваме проблемите. Тезата е следна: ако дојдете на власт, ќе ги протуркате уставните промени? Народот очекува, токму поради тоа ги бараме предвремените избори. Да потребно е не да го смениме уставот, туку да излеземе пред граѓаните со решение. Потребно е да се погледнеме и ние
и останатите политички партии да излеземе пред граѓаните со решенија и истите решенија да бидат понудени пред избори за да имате вие како политичар, како представник на народот, дали е законодавен дом, дали извршна власт, да имате легитимитет да ги решавате тие прашања. Значи не можете ако не излезете на избори, ако не дадете решение, затоа што она што го представуваат сега СДСМ и ДУИ, а со цел да и течат тендерите, да и течат криминалните набавки и бизнисите, тие представуваат само единствен ултимативен пат, а тоа е патот на промена на уставот моментална, онака како што ја договорил Заев, Маричич и Османи. Верувајте ми, тоа не е единствениот начин, затоа ги бараме изборите, пред изборите ќе излеземе како партија, ќе дадеме ветување, методологија, пат, начин како да стигнеме до членство во Европската унија. На овој начин не само што нема да стигнеме да станеме земја членка, туку ќе влеземе во еден ќорсокак на бесконечно преговарање. Но вие верувате дека може да станеме членка на ЕУ и без промена на уставот? Ниту вие, ниту македонската јавност не смее да верува дека преговарачките способности и она што го договориле Заев, Маричич и Османи е патот кој што ќе не води во Европа. Тоа е првата лажна теза која што треба да биде размиена. Преговорите кои што ги водеше и начинот на договарање кој што го спроведе Заев, Маричич и Османи не е патот кон Европската унија. Сега е штетно да се предпоставува тезата дека било кој друг што ќе дојде, ќе треба да се подчини на преговарачкиот процес и на методите и начините како што ги договорил Заев, Маричич и Османи. Постојат и други начини, затоа и ги бараме изборите. Ќе излеземе пред јавноста и ќе кажеме кои се сите недостатоци, онака како што започнавме, затоа што патот кој што го трасира Заев, Маричич и Османи е само пат кој што не доведе овде каде што сме, а тоа е лажни европски интеграции кои што се користат само за една работа, а тоа е за спинување и да се отргне вниманието на јавноста од реалните проблеми. А реалните проблеми е корумпирана влада. Господин Левков, да предпоставиме ќе се одржат изборите, ќе победите на тие избори. Треба да ги реализирате уставните промени. Велите, дајте ни ја поддршката за да најдеме решение за проблемите. Како ќе го спроведете потребното барање на која инсистира Брисел, а се разбира и Софија, уставните промени, потошно бугарите да бидат внесени во преамбулата? Барањето за кое што зборуваме од уставните промени, пак ќе се навратам, потекнува од договорот кој што го подпишуваат Заев и Бојко Борисов. Ќе барате поништување на договорот? Заев и Бојко Борисов. Значи во време кога имаме па затоа ги бараме изборите. Ние не велиме дека тоа е едноставен процес. Ќе излеземе пред граѓаните и ќе им објасниме и ќе им кажеме на кој начин ќе се заврши процесот за конечно Македонија да биде дел од Европската унија и тоа ќе бидат честни, отворени и планови, методи кои што можат да се реализираат и кои што ќе бидат во интерес исклучиво на народот. Патот, па затоа ги бараме изборите. Што велите имаме решение, значи знаете како би го решиле? Точно знаеме, бараме избори, истите ќе бидат презентирани во кампањата пред изборите. Како ги оценувате коментарите дека ВМРО-ДПМН шири антиалбанска реторика, дека подгрева тесно го подгрева национализмот? Во момент кога ќе дека немате коалициони капацитети во однос на коалицирањето со албанските партии? Јас тоа го кажав и одговорница. Жално е кога ќе видите функционери, например, како што е првиот вице-премиер од владата, кога е фатен во одредени активности или во доделување на акредитирани лаборатории за вработени кај неговиот брат или кога е компрометиран со купување на деловни простори од 700 евра, жално е кога ќе видите како се крие подзади обичниот работен чесен албанец. И сметам дека тие тези се само за да можат да си купат алиби да останат уште некој ден на власт, меѓутоа верувајте ми тоа не му поминува ниту кај македонците, ниту кај албанците, затоа што пожарот во модуларната болница кој што се случи за жал, огнот не бираше жртви по етничка припадност. Она што и се случи на луѓето во запалениот автобус кој што видовме дека поминувал државна граница без документи во безброј наврати, не бираше по етничка припадност. Така да
одговорноста нема да изостане само затоа што некој се обидува сега да се скрие позади одредени теми кои што се наметнуваат со етнички предзнак. Ние и јас лично немаме ништо против албанците, напротив, дури и симпатично делуваат некои од тезите кои ќе слушнеме од ДУИ, кои ќе кажат, од колегата Пратеник, кои ќе кажат дека министрите на ДУИ, иако располагаат со огромна моќ, не реализирале ниту 2% од својата програма. Тоа е вистинска дискусија, тоа е вистински разговор. Ајде да разговараме за мерливи инструменти колку постигнале без етнички предзнак на нивната функција или на тоа кој е човекот. Да видиме што постигнале и што реализирале од програмите. За жал, гледаме само дека потфрлаат и гледаме како тајкуните се кријат позади обичните и честни граѓани. И тоа не им поминува. Кои се потенцијалните можни коалициони партнери на ВМРО-ДПМНЕ ако ја добие поддршката на следните избори од албанскиот блок? Знаете дека и во албанскиот блок има... има... Меѓу редови, колку што добро ве разбрав, си намигнувате со така наречената огнена група. Неизет меѓите. Јас зборував само за... Имате одредени тези на кои што ќе можете вие да најдете недостатоци или не можете да најдете недостатоци. Кога ќе слушнам дека се критикува работата на функционерите од ДУИ и кога ќе кажат дека не се реализира ни 2% од програмата, јас не можам да најдам недостаток во тие тези. И таму ќе кажам дека потполно се согласувам. Останува збор за некоја друга теза, можеби нема да се согласи. Меѓутоа, кога ќе кажат дека не се реализирани програмите, не можам да најдам ниту еден недостаток. Меѓутоа, ќе видите дека и во албанскиот блок има силна опозиција, има силно расположение анти-ДУИ, има силно расположение спротив оние кои што се на власт, така да на следните избори коалициони партнери сметаме да ни бидат народот и проопозиционото расположение во Македонија, без разлика дали доаѓа од албанци, срби, бошњаци, турци. Сметаме на едно силно обединување на опозицијата, затоа што онаму каде што ја тера државата, неизбраниот премиер Ковачевски и неговата екипа од ДУИ, мислејќи на првиот заменик премиер или вице-премиер Артан Груби, е навистина од еден во друг пораз секојдневно. Така да, најголемата коалиција ќе ни биде народот и проопозиционото расположение, кое што е се посилно секој ден. Има ли простор и расположение кај ВМРО-ДПМНЕ за широка владина коалиција со единствен приоритет решавање на стратешките прашања за државата? Единствен начин за да ги решиме стратешките прашања за државата во овој момент се предвремени парламентарни избори. Ако тоа не се предвремени парламентарни избори, затоа што еве времето веќе се потроши, би рекол, на ваква пазар 3 реконструкција, тоа се редовните избори. Значи времето е одброено на оваа коалиција предводена од СДСМ и ДУИ, останува сите нивни криминали да бидат врежани во колективната меморија на народот и верувајте ми, на следните избори ќе им се случи таков дебакал и ќе бидат испратени во политичката историја и конечно Македонија со политичари кои што се избрани од народот, а не делегирани од оној кој што си дава оставка, конечно ќе може да ги реши и да почне да ги решава стратешките проблеми. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Почитувани, тоа беше Милен Левков од ВМРО-ДПМНЕ. Деновиве е на релација Париз-Скопје, каде во моментов работи на костимите во операта Гарније. Ништо повеќе за љубовта кон костимографијата и колку Париз ги исполнува неговите модни апетити деновиве, вечерва во Трилинг разговарам со исклучителниот костимограф и дизајнер Александар Ношпал. Ношпал, добро вечер и добро дојдовте во Трилинг. Добро вечер, Марија. Добар сум, благодарам на поканата. Ношпал, вие имате една убава привилегија овие денови да творите во градот на високата мода. Париз веројатно има малку повеќе сентиментално значење за вас, затоа што вие дел од вашето образование го поминувате во Париз, каде подоцна стажирате нели во познати и признаени модни ателиеа. Што значи деновиве да се будите и да заспивате во Париз? Морам да признам дека имаше поминато подолг период од кога последен пат јас бев во ајде да не речеме во мојот град, во градот на мојата младост.
И емоционално навистина се вратив, се почувствав дека никогаш и не сум заминал. Меѓутоа посебна емотивна вредност имаше и посебна емоција се роди во моментот кога влегов на местото каде што порано има влезено само како стажант во просториите каде што бев млад дизајнер кој што нели ги користеше сите можности на стажирањето е операта Гарние. И мислам дека тоа чувство, колку и да го зборуваме ние денеска во емисијата, не можеме да го опишеме со зборови. Да, работите на балетски проект кој што својата премиера ќе има во месец април годинава, 15. насловен е Мајката Гуска. Она што е особено интересно е што работите со Мартин Шекс, човекот кој што ви беше исто така дел од тимот на проектот во Болшој. Ете така. Како го оценувате денешното искуство во работењето со Шекс, особено затоа што вие работевте на оној проект во Болшој, кој што за жал не бевте присутен на премиерата поради пандемијата COVID-19? Па Мартин Шекс е една личност многу значајна во мојот живот. Човек со кој што сосема случајно се запознавме многу одамна во Сплит. Нашата прва работа беше во Сплит. И од тогаш наваму, точно да не ја кажам годината, тоа беше еден балетен триптих исто така, кој што беше организиран во продукција на ХНК Сплит. И од тогаш навака мислам дека еве ова веќе 7 или 8 проект кој што го работиме заедно. Тоа е еден човек кој што ја негува неокласичниот израз во балетската уметност и што мене многу ми се допаѓа. Во принцип, јас сум голем љубител на класиката и неокласиката, иако и современиот балет многу го почитувам. Генерално балетот како израз е нешто што многу ме интересира и го следам со посебна, нели, со посебно внимание и со посебна страст. Тој беше причината за која што ние работевме во Болшој, иако тоа не беше планирано да биде проект на Болшој, нели беше правено како еден вид на неколку кореографи беа повикани да прават вежби да ги одржуваат играчите во форма за време на пандемијата. Проектот на Опера Гарние е проект кој што е наменет, односно се изработува како завршна изведба, нели завршна представа на студентите, учениците од школото на Опера Гарние, едно од најдобрите, ако не најдоброто балетско училиште во светот, кое што спаѓа во системот на балетот на Националната опера во Париз. Го води Елизабет Плател. Меѓутоа продукцијата е на Опера Гарние. Во една прилика велите дека балетската костимографија е врвот во креирањето. Точно, јас сметам... Дали тоа значи дека костимографијата малку ги помести вашите модни лимити? Па да, дефинитивно. Дефинитивно, бидејќи преку костимографијата, посебно преку балетската костимографија, сватив што значи, иако претходно бев свесен, меѓутоа што значи техничката подготвеност, да имате изнеењето, да го имате во технолошко-техничкиот дел на костимот и на облеката, кој што за мене веќе беше предизвик уште од почетокот. И второ, бидејќи, како што велам, изразувањето, значи говорот изразувањето на емоциите во театарот, во областа на балетот е движењето на телото, нели се случува преку движењето на телото. А телото е директно поврзано со костимот, со облеката. И многу работи се битни, посебно во начинот на изработувањето и во изборот на тканините, на материјалите се многу битни за да може да се создаде еден балетски костим, бидејќи вака како ќе го видите тоа изгледа скулптурално. А што се промени во модниот свет последниве години? Дали овој нов начин на онлайн купување направи некакви тектонски поместувања во разбирањето и доживувањето за модниот свет? Па јас мислам дека дефинитивно дека е конзумеризмот кој што навлезе нели во модата, меѓутоа исто така можам да кажам дека модата комплетно се промени во моментот кога големите корпорации ги завземаа почна да ги купуваат дизајнерските куќи и да играат, да манипулираат, да играат нели некои си своји мало големи бизнис игри во однос на тоа.
Дизајнерите стана едноставно крпи за бришење. Можам да кажам дека и многу млади дизајнери од она што го гледам на светската сцена, зборувам генерално, дека стануваат звезди не по нивното знаење, по она што го имаат како квалитет, туку според нивните контакти во светот на модата, што исто така не е правилно. И едноставно заврши големиот период, не сакам да делувам носталгично или човек што живее во минатото, јас сум човек што секогаш гледа во иднината, меѓутоа мислам дека од веќе со последниот човек што замина сцената, тој е Александър Маквин, и освен остатокот од она што е Џон Галијано и Ирис Ван Херпен од новите дизајнери, заврши ерата на големите вистински модни дизајнери и имиња во модата. Јас ја велам златното време на модата, бидејќи денешните дизајнери едноставно се добри стилисти, имаат некакви познавања во она што го прават, во она што го прават, добро комбинираат, се потпираат на она што го барат големите звезди, нели таа музичка, филмска сцена. И едноставно мислам дека тој е еден затворен систем круг кој што на некој начин цело време пласира некакви трендови тенденции кои што ги вртиме од минатото, а не гледаме ништо ново. Во месец март во Македонија се одржува, во Скопје се одржува моден викенд. Го следите како настан? Ја следите македонската модна сцена? Па не можам да не ја следам, бидејќи 90% од луѓето што моментално работат на модната сцена се мои студенти. И како ја оценувате? И се деца што навистина јас ги изградив, ги нафрм, колку тие да сакаат да признаат или не, колку да ме спомнуваат или не, колку да имаат подобри спомени или не од мене. Сепак, мојата најголема мисија, како што ме рече мајка ми пред да почнам да заминам да предавам јас прв пат на факултет, беше дека да се биде професор е голема мисија. Јас мојата мисија ја исполнив и ја исполнувам се уште предавам во Џолев и Академија. Така да, тоа е мојот успех. Мојот успех е да ги видам дека без разлика на тоа какви спомени тие имаат од мене, дека тие се изградени личности, дизајнери и работат, имаат своји клиенти, имаат своји модни брендови и куќи. Задоволен сум од она што го гледам. Мислам дека она што им фали на младите дизајнери тука е дека се затворени во една средина на 2 милиони народ или во една балканска средина каде што се уште функционира, повторно ќе кажам, на она што се поврзувања, нели начин кој го носи, како го носи, кој го купува и така натака. Се трудат и секоја сезона се подобри, значи прават исчекори, меѓутоа мислам дека се уште немам видено еден дизајнер во Македонија, да речеме од новата генерација, зборувам, значи се оградувам од ова што беше порано, од младите дизајнери кои што се уште ќе се наметне со една јака, моќна, силна порака и кој што можам да го видам на светската сцена. Меѓутоа не значи дека нема да се случи тоа. Или овие луѓе нема да се развијат во понатака во тоа. Се уште е рано, се уште се тие на пазарот функционираат десетина години. Ношпол, вие во вашата кариера креиравте за голем број македонски модни куќи. Бевте задолжени за изгледот на неколку представници на изборот за песна на Евровизија. Последната ваша колекција беше 2020 година со Limited Edition колекцијата. Дали нешто можеме да очекуваме во скоро време кога станува збор за модните колекции? Не би го нарекал тоа модна колекција, бидејќи тоа беше еден спој на убава енергија и помош едноставно меѓусебна пријателска помеѓу Митра, сопстеничката на Митра, на онлайн продавницата и мене кој што се во тој период се најдовме за многу работи, едноставно сметавме и се уште сметаме и ќе продолжиме таа соработка во моментот кога јас ќе имам време, нели сето тоа зависи од мене, меѓутоа дефинитивно планираме да го продолжиме таа работа. Беше едноставно начин да им се покаже на луѓето дека не дека јас постојам, дека да им се понуди на луѓето нешто што е многу одржливо, комерцијално и што може да се носи повеќе сезони. Верувајте, остана уште неколку парчиња кои што буквално уште неколку лимитирани парчиња кои што ден денеска се продаваат
и можам да кажам дека беше многу еден успешен проект за нас двајцата. Може би не знам, не зборам само од финансиски аспект, зборувам и од аспект на тоа што сакавме да го постигнеме кај луѓето. Имаше повеќе идеи концепт во таа, да кажам, една мини колекција или мини издание, иако целата не се реализираше, од колку што можам да го наречам колекција. Колекција е малце посложен поим за мене и изработувањето на колекција значи отпочнување на една нова фаза во животот. Неколку пати се замислувам дека може би треба да направам нешто, меѓутоа секогаш постојат дилемите дали тоа би требало да означува почеток на нешто или треба да го означам финишот и тоа да го направам како една јубилејна манифестација која што тука ќе го доживее својот почеток, нели средина и крај. Значи тоа ќе биде нешто што ќе биде како еден вид на презентација сама по себе, што може би ќе се случи, најверојатно ќе биде тоа, меѓутоа ќе се случи во моментот кога мислам ќе бидам спремен, бидејќи во моментот на вистина сите мои ангажмани се толку големи и толку сум растрчан низ светот да едноставно нема време, а тоа бара посветување, посебно и бара организација. И второ и трето на крајот на денот, јас не можам како Александар Носпол да дозволам она што следното ќе го презентирам да биде, нели, да биде нешто што ќе биде осредното, треба да биде сублимат на нешто што сум го работел во целата моја кариера. Така да најверојатно ќе се случи, кога ќе се случи, како јас не знам, ќе дојде времето ќе покаже. Сега за сега еве се уште на некој начин се нижат јаготките на шлагот, што велам, односно се редат на она што како кариера се трудам да го направам и сум таму каде што сум во оваа област која што работам, а мислам дека исто тоа ќе се случи во областа на модата кога ќе дојде времето. Се надам дека ќе биде наскоро, бидејќи мене едноставно се уште чувствувам таа потреба и на моменти наплив, меѓутоа бара на вистина концентрирање и нели повеќе работа, бидејќи тоа треба да биде нешто јубиларно. Носпол, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Ви благодарам и вас, Марија, и се надам дека повторно ќе се видиме. Тоа беше се за ова издание на Трилинг. Ви благодарам на вниманието и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.